Колешке Даниела, ќе се задржам во делот на буџетот, бидејќи и тоа не точка и тема да овие 5 дена кај што расправавме, и ќе кажам дека овој буџет може ли да се воспостави малку ред? Овој буџет ниту е развоен, ниту пак е насочен за подобрување на функционирањето на стопанството во Република Македонија. Овој буџет е исклучиво проектиран за партиски вработување на Социјалдемократскиот сојуз, за подкуп на оние така наречени независни аналитичари, кои што преку одвојување на средства треба да ги добијат средствата преку невладини организации кои што се блиски до власта. Исто така, овие 5 дена расправа на собраниската седница, а и претходно на Комисијата за финансирање и буџет, можеме да заклучиме дека и пратениците од власта, освен со оние познати фрази, демек ние во минатото сме трошеле на споменици, а тие демек денес многу штеделе и инвестирале, не најдовте соодветен начин како да го оправдате овој буџет, кој што е секаков, но само не буџет кој што и гарантира економска стабилност на Република Македонија. Господа од СДСМ, вие не штедете, туку вие сте расипници кои што ги трошите парите на граѓаните за лични богатења. Вашата неспособност сакате да ја покажете како грижа за граѓаните. И уопшто е познато дека не ве бива. Можам да констатирам дека оваа неспособна влада е вистински елементарна непогода која што можеше да и се случи на Република Македонија. Освен секојдневното надпреварување на министрите и функционерите на владата, кој повеќе ќе и се додвори на бугарската држава преку лицитација со историски личности и историски факти, кои ги имаме како народ, друго и ништо да не работат. Ке ве прашам, 4 години и ќе констатирам, 4 години намерно ја кочевте изградбата на експресниот пат градско Прилеп кој што поминува низ територијата и на општина Кавадарци. Фирмата која што работеше на овој пат ја избркавте. Најверојатно не можела да се вклопи во бизнис плановите на фамилијата на вас. Најголем дел од парите беа обезбедени од странски фондови и тој експресен пат требаше да биде завршен на почетокот на 2021 година, тоест сега. Меѓутоа, оние кои што ги одобриле овие средства од Европската Унија, ни насо не помислеле дека во Македонија ќе дојдат на власт луѓе кои единствено мото по кое се водат криминал, корупција и личен интерес. Кога ќе видиме како во овие 4 години владеете со Македонија, можеме да констатираме дека ако во Македонија во 2020 година ја зафати коронавирус, од 2016 ни се случува СДСМ вирус, кај кои главни симптоми се криминал, корупција, непотизам, злоупотреба на правниот систем. Почитувани граѓани, во 2021 година сум сигурен дека ќе го победиме коронавирусот, а уште посигурен дека ќе ја победиме и оваа ненародна власт.